Здраво! Денес ќе разговараме на тема како да си одберете банка. Изборот на банка е сличен со избор на кола. Се сведува на истите прашања. Зашто ми е потребна? Колку често треба да ја носам на сервис? Дали одговара на мојот буџет? Можам ли лесно да ја сменам? За избор на кола немој да ме прашувате мене, ама за банка можам да ви помогнам. Кога ќе појдете по банкиве, ќе ви понудат еден тон на услуги, а се сведува на три функционалности. Ви треба банка за плаќање, за штедење или за кредити. Плаќањата, верувам сте ги провериле и тоа си го вршите секојдневно. Но за штедење и за кредити ви треба банка од доверба. Како и да е, ви треба банка на која што може да се подпрете. Како да го проверите тоа? Преку неколку работи. Можам ли да и верувам на својата банка? За ова ви подготвив и посебно видео. Дали услугите кои ги нуди се јасни и едноставни? Дали мојата сметка можам да си ја користам секогаш и секаде? Имам ли кому да се обратам ако нешто не функционира? Банките за своите услуги секогаш наплаќаат, но она што јас ве советувам да проверите е дали ценовникот е краток, јасен и го разбирате, или пак е долга книга која што не можете да ја исчитате. Следно што треба да проверите е дали лесно може да си заминете, дали има долга бирократија. Бидејќи можеби ќе се заљубите во банката каде што сте, ама за секој случај имајте опцијата за развод. Доколку сакате банка која што го нуди сето она што разговаравме денес, кликнете на линкот подолу или пак контактирајте мене или мојот тим за поддршка.